Мејата сабота говорев за царот на евреите и како единствениот начин Израел да биде повторно Израел, малку звучи парадоксално, бидејќи слепиот, неверниот Израел не може ниту да биде Израел, нема ни право на тоа име, бидејќи тоа име Христос му го дал на патриархот Јаков. И тоа име означува победи Бог, некој што го победил гревот, држејќи се за Бога, за Божиот син конкретно, за Христа. И го победил гревот со неговиот благослов, со неговата сила. Значи, не можеш да бидеш Израел ако не си христијанин. Не можеш да бидеш Израел ако Христос не е твојот цар. Бидејќи Христос е царот на евреите. Пилат, представникот на Римската империја, значи Римската империја признала дека Христос е царот на евреите. Се додека евреите не го признаваат, слава на Бога за илјадници што го признаваат, но тие се уште малцинство и остаток. Се додека евреите, особено израелците, не го признаваат Божиот син, наместо да чекаат некоја идна бараба, која што ќе ја прогласат за Месија, уште еден лажен Месија. Тие нема да станат месијанско царство и немаат право да бидат Израел. Затоа постојат денес и така наречените ултраортодоксни евреи, кои што не се христијани, значи не се месијански евреи, како месијанските евреи, не се христијани, но се едно малцинство и во однос на овие другиве евреи, неверните евреи, кои што тие не ја признаваат државата Израел. Ултраортодоксните евреи не ја признаваат државата Израел. Знаете ли зошто? Затоа што тврдат дека оваа држава Израел не настанала со Божи благослов. Затоа што Израел да го собере и да го направи држава, треба Месија, а не Ротшилд, велат често на интернет денови, Ротшилдовиот Израел, или Рокфелеровиот Израел, или некои други називи. Самиот Христос, се сеќавате што рече? 23 глава од Матеј. Колку сакав да ве соберам, како квачката што ги собира пилињата своји. Имаше една многу убава слика на Фейсбук, поодамна. Некој сликал таква квачка, како ги собира еден куп пилиња под незините крила, кога оваа ќе ги расшири крилата. Колку сакав, Христос вели, посакував да ве соберам, Израеле. Посакував да ве соберам, како квачката своите пилиња, но што бил проблемот? Вие не сакавте. Замислете. Вие не сакавте. Дали денешниот Израел сака или се уште не сака да го признае Христа за свој цар? Во контекст на Павловите зборови од Римјаните 11 глава, дека ослепениот дел од Израел ќе биде слеп се додека не влезе полнината на незнабожците, да го прочитаме и текстот во книгата на пророкот Осија, оној на кого Господ му нареди да се ожени со блудница, зашто зборувавме уште првата сабота, ако не се лажам, 22 мај. На почетокот од 3 глава, значи Осија 3 глава, почнуваме од првиот стих. Потоа Господ ми рече, оди и повторно засакај ја жената, која ги сака злото и прелюбата, како што Господ ги сака синовите Израелови, а тие гледаат по туги богови и ги сакаат нивните пити од грозие. Интересно.
Како да ја сакаш таа жена? Израел вели, ете така, како што јас ги сакам синовите Израелови, иако тие гледаат по туги богови. Вториот стих. Ја откупив за 15 сребреници. И за гомер и полугомер јачмен. Толку платил за блудницата. Па и реков, трети стих, трета глава и трети стих, ќе останеш кај мене подолго време, не блудствувај и не оди со други, а и јас нема да ти приоѓам. И зошто се до тоа? Зашто синовите Израелови ќе останат долго време без цар, без кнез и без жртви, без жртвеник, без ефод и без јавување, односно божествени откровенија. Колку долго се евреите без сето ова? 2000 години. Долго време без цар, без кнез, без жртви, без жртвеник, без ефот и без божествени откровенија. Потоа, вели 5 стих, и ово се убави зборови, потоа синовите Израелови ќе се повратат и ќе го побараат Господа. Значи, ќе им дојде преку глава од барабиве. Ќе се повратат и ќе го побараат Господа својот Бог и Давида својот цар. На што се мисли ова? На Месија, на Христа, на синот Давидов. Ќе се чудат пред Господ, вели овој превод. Како вели Константинов, ме интересира. Имате Константинов? Да, со страв, значи, стравопочет. И на неговата благост, кога се до тоа? Во последните дни, на крајот. Значи, уште Осија прорече, дека на крајот од историјата, во последните дни, слепиот, неверниот дел на Израел ќе се покае. Ќе го прифати Христа, ќе го препознае. Ќе му пристапат на Господа со стравопочит, ќе ја примат неговата благодат во последните дни. Затоа и апостол Павле имал толку храброст да го напише тоа што го напишал во Римјаните 11 глава. Да не го повторуваме. Сепак и ден денес, во 21-та година од 21-виот век, тоа со Израел не е случај. Напротив, тие сакаат да изградат нов храм, сакаат повторно да принесуваат крвни жртви, повторно да функционира левитското свештенство, да се простуваат гревови на Јом Кипур со волска и јарешка крв. Сето тоа што не е средство за оправдание, за спасение. Не е. Бидејќи Евреите 9 глава вели апостол Павле, со говецка и телешка и јарешка крв не може да се очистуваат гревовите. Зошто, одговараме на тоа прашање, кое што го поставивме на почеток, зошто тогаш Цезарот и барабите, новиот светски поредок, сатанистите, Ватикан, језуитскиот рек, црниот папа, белиот папа, масонеријата, банкстерите,
Сета таа една те иста мафија, на чие чело се наоѓа црниот папа. Зошто тие сакаат? Зошто тие сакаат? Че сатанистиве. Зошто тие сакаат да се изгради третиот храм? И му ги понудија на Арафат сите отстапки, само за едно да се сложи и да прифати. Наместо Ал-Акса, трет храм. Зошто? Зошто тие тоа го сакаат? Што ни кажува писмото? Пред се, кои се господарите на овој свет, да се подсетиме? Кои се според писмото, кои се господарите на овој свет? Кој е богот на овој свет? Не е папата. Кој е богот на овој свет? Да. Или во Ефесите, кога Ефесијаните, нашата борба не е против тело и крв, туку против поднебесните духови на злобода, но пред тоа како ги нарекува? Против началствата и властите. Началствата, пазите како ги нарекува Павле? Господарите на овој свет. Началствата и властите. Бидејќи овие овдека не се началства и власти. Овие се од светскиве мафијаши, овие обични ситни джепароши, криминалци, по-ниски, штом на нив им издаваат пасоши. Овие се слуги на слугите на ѓаволот. Или министри на министрите на ѓаволот. И тоа важи за сите политиканти во целиот свет. Кнезот на овој свет е паднатиот Луцифер, е ѓаволот, сатаната, змијата, змеевот и како се уште не е наречен. И сите овие што се под него ја исполнуваат неговата намера и неговата волја. И да се подсетиме, првобитните планови за пуштање на корона пандемијата, според една инсайдерска информација, се однесува на 2050 година. Че првобитно беше планирано за 2050 година да се случуваат овие работи, што во светот почнаа да се случуваат од лани. Но побрза. 30 години порано. Не 50-та, 20-та. Зошто? И од тоа брзање, тогашниот извор кажа, затоа почнаа да прават грешки. Од брзање направија големи грешки. И денес ги прават. Но зошто побрза? Затоа што нивниот господар, ѓаволот, знае нешто. И тоа е за мене радосна вест. Што знае? Дека 2050-та може би нема да постои. Тоа е предалеку, тоа е далечно време. Може би времето е многу пократко од тоа, или тој осеќа дека времето е многу пократко од тоа. Да отвориме во книгата на пророкот Исаија, познатата 14 глава. Исаија 14 глава. Се сеќавате што е така во поетски јазик, што е напишано за Луцифер, иако под ликот на Вавилонскиот цар, бидејќи и Вавилонскиот цар бил движен од сатаната, се додека не го запознал Господа. Значи, Исаија 14 глава, ќе почнеме од познатите зборови од 12 стих и надолу. Бидејќи тие конкретно се однесуваат на Луцифер. Како падна ти од небото, денице, сине на зората? Се разби од земјата ти, кој ги угнетуваше народите, а во срцето свое си велеше.
што си велеше. Сега внимавајте, што си велел во своето срце. Луцифер, синот на зората. Ке се искачам на небото. Ке го издигнам престолот свој погоре од Божите звезди. Кои се овие? И ке седнам, ова ме интересира. Каде сакал да седне? Ке седнам на гората, на соборната гора, го утнале овие преводов. Катастрофа, овој новиот православен превод, катастрофа. Ке го донесам стариот. Ке седнам на гората соборна и не на боговите, не Елохим, буквално значи боговите, на Божјата соборна гора, бидејќи Елохим во Стариот Завет се однесува на еден Бог. Ке седнам на Божјата соборна гора. Каде е тоа? Каде се наоѓа Божјата соборна гора? Таква амбиција има Луцифер. На крајот од северот. Потоа вели, ке се искачам до висините на облаците, ке бидам рамен на Севишниот. Ги разбираме овие зборови? Дали може да ни помогне пророкот Даниел малку на оваа тема? Се сеќавате на Даниел? Кој ќе погоди во која глава на Даниел? Имам намера да отворам. Пер се рече 8 глава? Извини што те споменав по име. Ми се испушти. Што имаме во 8 глава? 8 глава 10 стих. Даниел 8 глава 10 стих. За малиот рок, кој нараснал многу спрема југ и спрема исток и спрема ветената земја или красната земја или Ханаан на еврејски красна. Па се издигна до небесната војска, тоа се тие Божите звезди во Исаија, собори на земјата дел од таа војска и од звездите и ги смачка. Се издигна дури и до водачот на таа војска, тука повторно е утнат преводот, ги запре секојдневните, ја отстрани секојдневната, треба, и го урна местото на неговата светиња. Каде се наоѓаше неговата светиња? Господовата светиња? Каде Господ од минатата сабота поуката им рече на израелците: направете ми, изградете ми светилиште, за да пребивам меѓу вас. Каде, на кое место Господ живеел на земјата? Да, пред тоа во шаторот. Господ, кога бил храмот, конкретно Соломоновиот, живеел во Ерусалим. Господ на земјата живеел во Ерусалим. Замислете, во Стариот Завет Господ не бил на небото, иако неговиот дух е секаде, и не е погрешно да се кажало и тогаш дека е на небото, како што и кажуваат многу стихови. Но Господ живеел на земјата, живеел во Ерусалим. И евреите, и самиот Даниел во Вавилон, кога се молеле, не се молеле гледајки нагоре во небото, туку како се молеат евреите? Свртени кон Ерусалим. Било каде да се наоѓаа во светот, се вртеа кон онаа страна, кон оној правец каде што е Ерусалим. Бидејќи според пророштвото на Езекиел во обновениот трети храм, бидејќи Господ е таму, но сега не е. И непосредно пред да биде разорен Соломоновиот храм, Господ го напушти тоа место.
неговата слава. Видливо, вели Еремија, се гледаше неговата слава над Маслинската гора. Како го напушти, шекината го напушти храмот, светињата на светињите ги напушти. И едно време стоела над Маслинската гора пред очите на сите ерусалимци. Сите може да се уверат дека Господ ги напушта. Во Христово време, вториот храм, ги цитиравме неговите зборови кога рече: еве, вашиот дом запусте или ви се остава пуст. Од што пуст? Од неговата слава, од неговото присуство. Откако ги изговорил тие зборови и го напуштил храмот, Христос никогаш повеќе не влегол во него. И иако храмот постоеше уште 40 години, поточно уште 39, единственото што преостануваше беше да се исполнат неговите зборови дека и тој храм ќе биде разорен и нема на него да биде оставен ниту камен на камен, што нема да се урне. Сепак има едно интересно сведоштво. Непосредно пред римските легии да го опколат, обседнат и потоа разорат Ерусалим во 70-та година од првиот век. Некои левити, значи некои свештеници, слушаа гласови што служиле во храмот, кога им било ред да служат, кога биле дежурни, така да речеме. Слушале гласови што доаѓале од светињата на светињите, иако таму немало никој. Таму немало ниту ковчег на заветот во вториот храм, ниту 10 заповеди, ниту Аронова палка, ниту скриениот сад со мана, ниту херувими, ништо. Во вториот храм, во светињата на светињите, значи зад завесата, имало само еден камен, голем правоаголен камен, кој што требало да го символизира ковчегот на заветот, кој што не бил таму, кој што бил скриен уште со векови порано во времето на Еремија и до ден денес е скриен на тоа место. Има многу спекулации, има многу видеа и на YouTube овие денови, има и за тоа каде се наоѓа ковчегот и така натаму. Но факт е дека се тоа само спекулации, бидејќи во суштина не знаат. Господ толку добро го сокрил, што не знаат кај се наоѓа. Да знаат, веднаш ќе го донесеа во Ерусалим. Или може би знаат, а се плашат да му се приближат. Бидејќи се сеќавате што случуваше со многу израелци кога неправилно постапуваа со ковчегот. Джиш се случуваше. И тоа го знаат. Или знаат каде се наоѓа, па се плашат да му пристапат, а поверојатно за мене е дека се уште не знаат и дека е се уште скриен од очите на светот. Од светињата на светињите слушале свештениците пред разорувањето на Ерусалим во времето на Тит гласови. Тоа биле ангелски гласови, кои што кажувале една иста работа. Значи, ние си заминуваме од тука. Замислите, иако Господ го прогласил храмот за пуст 4 децении порано, имало ангели кои што толку го љубеле, толку како Давид, кога пишува во псалмите, толку им било мило тоа свето место, каде што Господ некогаш живеел на земјата, со својата видлива слава, што пребивале таму. Имало ангели кои што пребивале таму и цело време и не сакале да отстапат, да заминат од тоа место. Но кога требало да биде разрушен вториот храм, се слушале нивните гласови, кои што отворено, со голема болка и голема тага,
кажувале, значи ние си заминуваме од тука. Страшно проклество. Да отвориме во Даниел 11 глава. Се сеќавате што има тука? Ке почнеме од 40 стих. Даниел 11 глава, 40 до последниот 45 стих се зборови што се однесуваат за последното време. Кон крајот на времето, вели Даниел, пророкот Даниел, а тоа е кое време? Кон крајот на времето, значи во последните дни, јужниот цар ќе се судори со него, со северниот, и северниот цар ќе се впушти како бура врз него, со коли, конјаници и многобројни кораби, вели. Тоа се денешните флоти, кои што многу се концентрираат во последно време во источното Средоземје, ќе нападне на областите, ќе ги поплави и ќе мине преку нив, и ќе влезе во красната земја, а многу области ќе пострадаат од раката негова, ќе се спасат само Едом, Моав и остатокот на синовите Амонови. Значи, Едом е денешниот Израел, Моав и Амон се денешниот Јордан. 42 стих. Ќе ја протегне раката своја врз разни земји, нема да се спаси ни земјата египетска. Ќе освои златни и сребрени ризници и разни скапоцени работи од Египет, либиците и етиопјаните ќе тргнат по него, но гласовите од исток и од север ќе го смутат, па тој ќе излезе со најголема јарост за да истребува и погубува мнозина. И доаѓаме до последниот стих. И ќе ги распне царските шатори меѓу морето и гората на преславното светилиште. Но ќе му дојде крајот и никој нема да му помогне. Овие зборови се однесуваат за Антихристот, за последниот Антихрист. Има доста што енигматично во нив и не е чудно, бидејќи се однесуваат за наше последно време. И за непосредна иднина се уште во однос на нашето време. Но и тука се споменува гората на преславното светилиште. Замислете, сатаната има една амбиција, една тешка, болна, психопатска амбиција. Да се изгради трет храм, кај што нема Господ да живее, се разбира. За да он седне таму. Он таму да живее и он преку Антихристот да управува со целиот свет како единствена светска влада, единствена светска држава. Дали ќе успее во тоа? Последните зборови од Даниел 11 глава тврдат дека нема да успее во тоа. Ќе му дојде крајот. Ќе се случат настани кои што ќе го забрзаат второто Христово доаѓање. И Павле вели, од устата на Христа, од здивот на устата негова ќе биде погубен. Да се подсетиме и на тие зборови во второ послание до Солуњаните и со нив завршуваме. Второ послание до Солуњаните за човекот на беззаконието. Втора глава, почнуваме од 3 стих. Никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта, кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе си самиот како Бог. И потоа, 8 стих, тогаш ќе се открие и беззаконикот
Антихристот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Може да ги читате и останатите стихови од целата 2 глава, бидејќи ние сега немаме време за тоа. Господ ќе интервенира да го спаси својот народ, да го спаси запечатениот остаток, да го спаси Божиот, верниот Израел. И ќе го погуби царството на Антихристот и ќе го растори неговото царство и неговите планови. Кога тоа ќе биде, не знаеме. Многу што зависи од настаните што сега се случуваат во светот. Но ако Господ реши да не ја одложи, да не го одложи крајот, бидејќи сега живееме во некоја затишие. Сега глупиот свет мисли готово помина короната, сега пак све е слободно, еве и граници се отвараат, нема тестови, нема. Сега си мислат готово се враќаме во старата нормала. Дали ние треба така да мислиме? Не, ова е само затишие пред бура. Она што следи е нешто многу поголемо и многу пострашно, зашто ланскава и коронава од минатава зима се само шега во споредба. Како што и беа шега. Шега пандемија, шега мајтап, епидемија. Многу што беше мајтап, иако имаше реални жртви, и самата болест беше реална, но мајтап беше да се третира на начин на кој што се третираше, со цел да се спроведат некои други намери со човештвото. И допрва ќе ги гледаме и понатаму последиците од лажните вакцини, но она што следи е нешто многу поголемо. Нека Господ ни помогне да се подготвиме за таа криза, во ова затишје, во овој привремен мир и привремена слобода, која што ни е дадена. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема жртва, за Твојата голема милост и благодат кон нас, за мирот и слободата и ова затишје, летово што го уживаме, но Ти си ни открил и знаеме дека следуваат потешки кризи, следуваат поголеми настани. Кога точно и како не знаеме, но треба да го откупуваме времето, бидејќи деновите се зли. И затоа те молиме, подготвине ова лето, пред се духовно, но и материјално, да се подготвиме за живот во кој што нема да можеме да купуваме и да продаваме. Те молиме за Твојата благодат во остатокот од денешниот ден. Те молиме за сите наши болни и немокни браќа и сестри, најмногу за сестра Мимица. Те молиме, ојачаја верата и духот на сите нас. За сето тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.